Министерот за здравство ќе го разреши медицинскиот директор на клиниката за токсикологија Данил Петровски. Ути се однесувал опозицијски, а бил поставен од владата. Според Демири тоа е недозволиво. Понизата обвинувања од страна на вработените за незаконското работење не на медицинскиот директор, туку на организацијската директорка Бесија Илјази. Министерот испратил здравствени инспектори да утврдат што точно се случувало. Подебелиот крај го извлече Петровски, а министерот тврди дека во работењето на Илјази немало ништо спорно. Јас ке превземам сериозни мерки. Искрено ви кажувам, директорот кој е медицински, денеска ќе го разрешам од позицијата, иако сме влезени во изборите. И додека министерот предизборно се занимава со разрешување и назначување на нови директори, на клиниката за токсикологија се редат скандали. Болничар правел притисок кај лаборант да замени урина на пациент во која имало наркотици со чиста урина. Тој го призна тоа, велејќи дека услугата не му била завршена. Спремен сум да се откажам. Јас сум проблем. Спремен сум да се откажам од све. Лаборантот, од кој било побарано да се изменат резултатите, вели не го направил тоа оти било кривично дело. Само ме праша дали можеш да помогнеш. Никако, рекол. Кривично дело. А тоа што зборав, јас учествувам сега во полиција, морам од вас да отидам, пошто јас сум тој едниот лаборант, никој друг не е одека. За случајот знаели директорите и министерот Демири, но и покрај тоа болничарот не бил санкциониран. Докторите си ги раскажаа маките со кои се соочуваат на работното место. Велат, ова е страшно за нас, а уште пострашно за пациентите. Главен проблем има комуникацијата со организацијската директорка Бесија Илјази. Според нив, сите нерегуларности зависат од неа. Клиниката во моментот реално има потреба од 3 луѓе за да се доекипира лабораторија, 3 болничари и хигиеничарите, тоа веќе најверојатно главната сестра би кажала, и тоа е се. Канцеларијата на најповиканата Бесија Илјази денеска беше заклучена. Конечно, по неколку часа таа одржа ненајавена пресконференција, но само на албански јазик без да обезбеди превод на македонски, пошто новинарите во недостаток на комуникација ја напуштија пресконференцијата.